Темата на пресконференцијата која денес ја организира од локалниот клуб на социјалдемократската младина во Штип беа проектите кои ги реализираша локалната самоуправа предводена од владеачката ВМРО ДПМН, а кои се однесуваат на спортските активности на младите во Штип. Акцент беше ставен на фудбалското игралиште во Бело Брдо. Старите собликувални се целосно руинирани и наликуваат на мини депонии. Нема ниту трага од најавуваните трибини, а што е уште позастрашувачки, на овој терен нема ниту вода и струја. Овој терен требаше да биде користен и за реализација на практичната настава на учениците од дисперзираната паралелка за фудбал, која е дел од Академијата за спорт, а функционира во рамките на средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Реализацијата на овој проект, кој им е потребен на младите фудбалери во Штип, следува по промените на следните фер и демократски избори. Стојчевски изјави дека во својата програма Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предвидува сериозни мерки кои ќе бидат базирани на политика со студентите, младите, со цел младите да останат во сопствената земја. Од друга страна, од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Штип со свој став, собликувалните на игралиштето во Бело Брдо биле целосно руинирани во времето кога локалната власт ја водел Социјалдемократскиот сојуз, велат од Унијата на млади сили. Почитувани сограѓани, сакаме да информираме јавноста во Штип дека и владата и локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН му посветуваат исклучително внимание на изградба на спортски терени. Меѓу нив е и спортското игралиште за фудбал со вештачка трева во Бело Брдо, кое е реновирано и кое го користи и Спортската академија во Штип. Во тек е тендерска постапка за комплетно реновирање на собликувалните на ово игралиште, кои поради негрижа биле целосно руинирани во времето кога локалната власт ја водел СДСМ. Затоа е задоцната реакцијата на СДМ од Штип на оваа тема. Во продолжение на пресконференцијата мајсторски ги наведе сите досега реализирани проекти од страна на владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Како позначени ги истакна спортската сала Јордан Мијалков и повеќенаменските игралишта во населбата Сењак, фудбалското игралиште Никола Клјусев во Судлакот, кошаркарски, ракометни и фудбалски игралишта во останатите штипски населби.